Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Вчера светот го одбележа 7 април, меѓународниот ден на здравјето. И Македонија традиционално секоја година во организација на Македонското лекарско друштво го одбележува овој ден, неформален ден на лекарите. Од неколку актуелни теми би рекол, денеска во Здравје се одлучивме да зборуваме за еден проект кој вчера одбележа точно 1 година од имплементацијата за резултатите од мамографскиот скрининг, односно рана детекција на рак на дојка. Денеска со мене во студиото е специјалист доктор Светлана Темелковска, радиолог од клиниката за радиологија и радиотерапија. Ова второто не е. Клиника за радиологија, да. Така, клиника за радиологија. Доктор Темелковска, добро утро официјално и добре дојдовте во Здравје на Радио Слободна Македонија. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Ова е стварно битен момент за нас, за мене лично и за пациентите во Македонија, особено за жените на одредена возраст. Ракот на дојка е најчесто малигно заболување секаде, па и во Македонија. Не постои друг начин освен рана детекција. Значи целта ни е ние да го најдеме пред да го најде жената сама. На почетокот во најавата накратко споменав дека точно 1 година, на 7 април минатата година, стартуваше организираниот бесплатен скрининг за мамографски снимања, односно рана детекција на рак на дојка. Инаку, бидејќи подолго време ги следам состојбите во здравството, овој бесплатен скрининг подолго време, да не речам и 1 декада, се најавуваше, конечно почна да се имплементира, набавени се нови мамографи, се уште има постапка за набавка на дополнителни вакви апарати во останати помали градови низ републиката. Вие директно работите со пациентите, односно директно ги користите и вршите снимањата, односно го откривате ракот на дојка. Каков е фидбекот, односно има ли поволни резултати овој бесплатен организиран скрининг? Точно за сестава право, одлично го објасните сето тоа. Само би кажала дека не е проект, кој е многу посериозно, национална програма за рано откривање на рак на дојка, која го води Министерството во соработка со радиолози и цел тим на доктори. Всушност, се работи во повеќе градови каде што има мамомати и одлично е што се набавени нови дигитални мамомати. За нас радиолози апаратурата е од клучно значење. Останува уште Скопје да биде доекипирано. Градска болница веќе Светина Охридски го доби апаратот. Морам да кажам да години го спремавме, пробувавме, наоѓавме начини како и што, следевме некои упатства. Знаете, скринингот е долг процес. Во светот се работи во повеќе од 40 земји и повеќе од 35 години се уште е во форма на развивање. Јас сум пресрекна што го дуплиравме одзивот, односно кога почнавме минатата година. Так. Имавме некаде околу 10% до 15% одзив од поканетите пациенти. Веќе имам денеска и цифри. Значи, само последните 3 месеци сме дупло повеќе прегледани жени има кај нас и во сите други установи каде што се работи скринингот. Од 40.000 покани, 10.000 жени се јавиле за мамографски преглед. Не само дека е бесплатен, верувајте ми, ја мислам дека повеќе им значи вниманието што ми го обрнуваме, потсетувањето, малку да помине и стравот, да кажеме дека сме тука за нив. Дори сум ми срекна што и бели мантели се вклучени во таа програма како пациенти. Така да мислам дека сме на добар пат. На клиниката за радиологија прегледани се 1400 жени. За жал или за среќа 4 карциноми се пронајдени, веќе оперирани. Тие жени се сега за сега одлично и ќе бидат и понатаму. Мамографскиот скрининг е единствен начин да се најде карциномот во рана фаза, да се продолжи. Така, малку подоцна ќе зборуваме околу третманот и откривањето и што понатаму кога ќе се открие. На почетокот да се задржиме малку за
како што и вие споменавте, ова скрининг програма, Македонија чинаме 27 земја во светот што има ваква програма, барем така статистиката говори. Имаат ли навика македонските жени? Вие споменавте накратко дека бараат внимание, се зголемува бројот на почетокот, помало одзив, бидејќи се работи за скрининг програма која опфаќа популација, женска популација од 50 до 55 години. Зошто токму ова популација и имаат ли навика да се јават на поканите, односно да се грижат за нивното здравје во конкретниот случај за рана превенција и рано откривање на рак на дојка? Знаете, тоа е еден долг и процес каде што сме сите ние вклучени, почнувајќи од матичните лекари, кои имаат клучна улога, значи да објаснат на жената кога и како треба да прави преглед, на која возраст. Зошто ние ги вклучивме жените од 50 до 55 иницијално и накој од 50 до 69. Може би ќе ни покажат резултатите дека ќе намалиме таа возрастна група и на 45, бидејќи карциномот на дојка статистички во светот, па и кај нас е најчест помеѓу 50 и 60 години, затоа е таа популација опфатена. Дали жените имаат навика да доаѓаат? Многу различно. Знаете, многу чудно, многу различно. Да. Некои жени, особено тие што имаат во семејството, значи они веќе виделе како изгледа, да некои во семејството поминува ни сето тоа и они доаѓаат. Некои не сака да знаат едноставно, но мислам дека работејќи го ова долги години, значи не е дека ние сега откриваме рак на дојка, туку сега е тоа контролирано, евидентирано, статистички обработено. Така, и ќе си има точна представа државата, значи колкава инциденцата, колку заболени има, дали е во пораст, што да се превземе, значи понатаму здравствените власти ќе треба да си водат политика. Знаете, факт е дека секаде во светот, па и во Македонија, е зголемен бројот на карциноми на дојка. Така, инциденцата е зголемена секаде. Да потенцираме и дека е најчесто малигно заболување кај жената. Да. Зголемена инциденцата секаде, често ме прашуваат дали помлади имаат рак на дојка, за жал и помлади жени од 50, така, помлади жени од 40 годишни девојки. Ретки се тие. Ретки. Тоа е веќе друга медицинска генетика и хормонална. И генетика, точно така. Меѓутоа факт е дека секаде во светот, па и во Македонија, малку се поместува порано возрастната група. Како и за останатите заболувања, и за кардиоваскуларните, за ракот на дојка генетиката е клучна, но има и други фактори. Не знам, јадењето, пушењето, брзиот начин на живот, загадувањето. Тоа што ние треба да направиме после оваа фаза на подигање на свеста и ставање на рамка што би се нарекло рак на дојка во Македонија, а нашата работна група и се проширува, ние сме сега една цела комисија составена само за ова проблематика. Целта е понатаму да се подобри и третманот, значи и терапиите, затоа што во светот тоа е подобро. Так. Третманот е... Македонија го следи чекор на превенцијата, но третманот, втората клучна фаза, треба многу повеќе да се работи. И колегите од онкологија се вклучени, мислам дека тоа што треба на македонската жена, мислам дека не што и треба гледајќи и слушајќи е да не лута сама, туку да некој води по патот од патеката, да. Од самото наоѓање на карцинома, дали она или не, матичниот лекари, како ајде да слушнеме сега како се одвива оваа постапка, да повториме, бидејќи некој можеби не слуша и е заинтересиран во таа категорија. Значи податоците ние ги добиваме од матичните лекари, во смисол возрастна група и адреса и телефон и така натака. Примерната цел е жени кои никогаш не направиле мамографски преглед или не направиле последните 2 години. Во почетокот се јавивме телефонски, сега сме малку поорганизирани и се испраќаат покани на домашна адреса, каде што институтите за јавно здравје во градовите се должни да им закажат на жените термин. Бидејќи имаме стварно поголем интерес, во Скопје Институтот за јавно здравје отвара и посебна линија телефонска само за скрининг, каде што се ангажирани 4 колешки да помогнат на жените. Откако ќе се јави и закаже преглед, со себе понесува само лична карта, доаѓа до установата каде што е закажан терминот, се прегледува и во рок од 2 недели добива известување, значи не резултат, туку известување, дека нема ништо или има потреба од дополнително испитување. Тука би сакала да нагласам, не секогаш повикувањето значи дека мислиме дека има нешто лошо. Повикувањето може да значи дека сакам да потврдам една обична циста. Бидејќи најчесто немам претходни мамографии, ова ми е прв пат што се среќавам со жената. Мамографиите остануваат во нашата установа или во установата каде што е прегледана жената, бидејќи следните 2 години треба да ги користиме за споредба. Точно така се отвора баш така досие за секоја жена. Доколку има потреба, се прави, се разбира, копија
од мамографиите и се доставуваат на рака на жената за да оди понатаму за евентуален третман оперативен. Споменавте 4 случаи на рак на дојка на вашата матична клиника се откриени. Како реагираат жените? Дали веќе се го прифаќаат нормално или знаете ме. Бидејќи се уште постои, и тоа е многу индивидуално. Се уште постои она тврдење и размислување дека станува збор за многу лошо заболување, дека нема спас, но чинам многу повеќе се побиени овие тези. Дека е лошо, апсолутно, дека е страшно за жената, нема пострашно нешто. Веројатно, јас како жена исто така го размислувам тоа, не само како лекар. Јас момето семејство имам неколку баба, тетки, така што го поминале ова. Так. Јас сум го гледала лично, секој од нас се плаши од тоа. Да, меѓутоа, повеќето од нас знаеме што треба да направиме, ако веќе се соочиме со тоа. Тоа е целта и со оваа програма. Индивидуално е. Едно знам, жена која е спремна да го прифати, да се бори, буквално е борба, многу подобро и поминува. Так. И тврдам дека не секогаш, односно само во 20% значи дека ракот е нешто што е многу страшно. 80% од сите жени се излекуваат и живеат сосем нормален живот. За овој вид на карцином доколку се реагира на време. Ракот на дојка се лекува и се продолжува животот, особено со раната детекција. Така, околу детекцијата ќе продолжиме, доктор Темелковска, по рекламите со нови информации, нови занимливости кои секако би ги заинтересирале нашите слушателки, пред се слушателки кои се размислуваат дали да направат вакво превентивно испитување. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Со професионализам, квалитет на услугите и испорака низ целата земја, се трудиме да допреме до секој клиент. Со нашите брендови Осрам, Шнајдер, Вито, Грума, Комел и други се стремиме да ги донесеме светските технички достигнувања, квалитетот и безбедноста во вашите домови и работни места. Елинг, 25 години со вас. Луѓето не прашаа за страста која се чувствува кога се вози новиот Рено Меган. Токму затоа направивме експерименти користејќи најнова технологија. Научниците ги анализираа податоците и заклучокот до кој дојдоа беше: ако сакате да ја почувствувате страста, возете го новиот Рено Меган. Откријте го и закажете тест возење на renault.mk или на 02 2727 200. Automotive Group. Набавивте албум? Нова Македонија ви дава втора шанса. В сабота, 9 април. Подарок официјален албум на Панини. Евро 2016 Франција. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.
Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје зборуваме за организираниот скрининг, односно како се одвива националната програма за рано откривање на рак на дојка. Мој соговорник е специјалист доктор Светлана Темелковска од клиниката за радиологија. Доктор Темелковска, на почетокот во првиот дел од емисијата офативме малку статистика, слушнавме дали како се подобрува бројката, би рекол, на жени кои доаѓаат на вакви бесплатни мамографски снимања со цел превенција и рано откривање на рак на дојка. Апаратурата е секако составен дел од ова скрининг, национална скрининг програма, бидејќи вие имате работено во западноевропска држава, имате всушност и живеено. Македонија го следи ли тој чекор во однос на опрема за рана детекција и користење алатки за откривање на рак на дојка? Апаратурата што имаме ние, што сега е набавена, е апсолутно иста како таа што постои во Шведска, каде што јас работев и живеев. Значи, дигиталните мамомати се дури од истите фирми, можам да кажем. Дали следиме чекор? Да, доцнеме само 5-6 години после развинете земји. Значи, јас кога работев таму, веќе има дигитална радиологија, сега после 10 години има цела Македонија дигитален мамомат. 10 години е одличен период за една земја како нашата, да набавиме апаратура како што има во една земја развиена и богата како Шведска. Апаратурата не се работи сама. Следниот чекор е малку ние радиолози да се активираме, повеќе едукација. Така, она ми беше малку чудно, бидејќи најавени се мамографии во Македонска Каменица и дури во помали места, но од друга страна често слушаме дека лекарите ги препраќаат сите пациенти на клиниката, малку да бидеме и поотворени. Има ли стручен кадар доволно радиолози кои можат да вршат? Секогаш има потребат повеќе радиолози. Так. Не само во Македонија, знаете, ние сме дефицитарен кадар секаде. Нашата работа е обемна, тешка, долга едукација. Ако некој мене ме праша, би сакала млади да се вработуваат, но тоа не е мое. Дали има кадар? Има сериозни радиолози, особено во местата каде што долги години се работи радиологија на дојка, Струмица, Битола, кај нас 8 септември, значи апсолутно дека имаме кадар што може да го покрие ова. Ги обучуваме и младите кои се заинтересирани. Прилеп почна да работи после многу години, Прилеп доби. Имаат прекрасни млади радиолози кои кај нас завршија специализација, така да, апсолутно сум задоволна од кадарот и од пожртвуваноста и од желбата за работа на моите колеги. Верувајте ме, го правиме буквално како дополнително работење, без многу со повеќе ентузијазам и љубов, што би се рекло за пациентите. Дали во малите места има потреба? Има потреба. Јас би сакала да секој биде прегледан каде што живее. Тоа е најпрактично, наједноставно и најевтино за сите. Па дури за самата жена да не дава пари за пат, ако ништо друго. Фамата дека во Скопје сме најдобри, многу тешко во Македонија да кажете што е добар лекар. Сега почнавме со контрола на квалитет на еден лекар. Значи, од скринингот, што донесува до дојка зборувам, имам огромна подршка од колегите информатичарите во мој термин. Се направена е посебна софтверска програма, апликација само за скринингот и електронска евиденција, значи регистар на малигни заболувања. Истата таа канцеларија, да ја наречам, за скрининг, ќе врши и некој вид на контрола на нашето знање, односно колку карциноми де факто Светлана Темелковска нашла оваа година. Тоа е целта, тогаш ќе знаеме што е добар доктор. На нас во Скопје, да, може би сме добри доктори во наводници, бидејќи имаме многу пациенти, многу различна патологија. Така поголем град. Во малите места не секогаш имат можност да видат се тоа нешто. Би сакала да се препраќа стварно само тоа што не може да се диагностицира во другите установи. Многу голем број од патологијата апсолутно дека може. Така, како оди снимањето на овие мамографи, мамомати? Колку време трае? Веднаш ли вие може да диагностицирате промени? Тоа е како вие мажи што сакате да гледате спортна дигитална
телевизија, нели? Да, за нас сликата, мамографската слика е многу подобра. Дигиталната радиологија нуди прекрасни можности што можеби се чудни, меѓутоа тоа е новото време на радиологијата. Ние можеме да именуваме сликата во зависност од нашите потреби, на нашето око, потемна, посветла, да ја чуваме, да ја препраќаме на друг колега да ја види. Дигиталната радиологија е прекрасно нешто за нас. Так. Време траењето на снимање е многу кратко. Секогаш кога ќе ми каже жената, нели ми страв ме боли, така натака имате секакви коментари. Безболно ли е ова снимање? Тоа е толку кратко, да верувајте ми нема да осетите. Да, има еден мал притисок и тоа во дигиталните мамамати веќе е регулирано. Притисокот е во однос на самата дојка, особено што и зрачната доза е во однос на самата дојка. Значи не секоја дојка ќе добие иста зрачна доза, колку што треба. Так, Кога зборуваме, би сакала само едно да се што прекинам. Сакам да кажам и тврдам дека не постои рак што сме го направиле ние со мамографска снимка. Значи фамата дека мамографијата е штетна. 40 години студии докажале обратно. Немаме ние како да направиме штета, не можеме само да ги најдеме раните знаци да помогнат пред да пациентката сама ги најде. Да не се плаша жените од мамографија. Так, еве, бидејќи сме на самиот крај на емисијата, уште минута две, ваш совет од вашето лично искуство до сите жени припаднички на понежниот пол кои не следат. Секогаш истите работи ги кажам, а тоа се две. Само преглед, сама дома, да си направи еден преглед пред огледало. Има 4 основни знаци за карцином на дојка. Грудка, нели, вовлекување на бредавка, секрет од пупката или вовлекување на дел од кожата, црвенило и оток, промена на боја на кожа. Тоа е прво што мора да го пресека. Мора да стане навика едноставно. Уште од 20-та година, од 25-та, јас мојата ќерка има 19, веќе учам како да прави само преглед. Второто што треба да прави е да доаѓа на прегледи, на мамографски и ехотомографски прегледи кај радиолог. Така, на колку време да ги вршат овие прегледи? Колку е доволно за да се осети или да знаете, се открие скринингот можеби не проблем? секогаш е идеален, да. Постојат брзорастечки карциноми, меѓутоа препораката е на 2 години. Мамографска контрола и ехоконтрола на 2 години. Така, доктор Темелковска, ви благодарам за овие корисни информации кои ги споделивте со нашите слушатели, пред се слушателки, и да се надевам дека годинава ќе имате двојно повеќе од оние, се извинувам, од оние 10.000 жени кои се јавиле на... Ние сме тука, сакаме да работиме и секогаш во соработка со вас. Ви благодарам уште еднаш, ви посакувам пријатен работен ден. Почитувани тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме 8 април 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и убав викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Слушај добро радио, слушај го најдобро, радио Слободна Македонија. Едно и единствено, радио Слободна Македонија. Бесплатно емитување. Набуко, повторно на сцената легендарната опера на Джузепе Верди. Солистичка екипа на македонската опера и балет и еден гостин. Ристе Велков во насловната улога. Павлина Новакова Георгиев, Ирена Кавкалевска, Никола Стојчевски за прв пат во улогата на Исмел и гостинот од Србија Драголјуб Бајич во главните роли. Диригент Иван Еминовиќ.